Од фирми и граѓани, оваа година извршителите во источниот регион имаат за наплата дури 30 милиони за останати евра. Во оваа година по наплата тие тргнаа веднаш по Божик, што е само потврдо дека за екзекуцијата одлагање нема. Но како извршителите ќе ги наплаќаат парите ако граѓаните немаат ништо? Например, најмногу сиромаштија има во Виница, Берово, Кочани и Делчево. Таму должниците од имот го имаат само тоа што го носат на себе. За нив не тече застарување, значи станува збор за прекин на течењето на рокот на застареност, се додека имаме активна извршна поставка. Долгови за струја, вода, парно кон банки, обични долгови од пресуди и така натаму. Постои рок на застарување од 10 години, кој што се рачуна од правосилноста на пресудата до денот на покренување на извршувањето. А откако ќе се покрене извршувањето, како што кажав, дали ќе трае 1 година или 100 години, нема врска. Ова е интересот на извршителите, но кој е на државата со толку сиромашни граѓани? Они ќе наплатат нивните долгови, народот ќе страда, па ќе гладуваме. До сиромашнија? До што друго? Никој Господ. Ако се грижа нешто социјалното таму, ако не ништо. Така е тоа. Еве, јас од никаде немам никакви приходи за живот. Прерушите мене. Тотално сум катастрофална позиција во себе. И социјално поднесувам документи, после 6 месеца ми дават социјално. Може да замислиш ти? Многу е тежок животот. По-тежок живот нема. Сега слуша закон ќе треба да малку да се изменува, тоа извршителите се ги скапо кошта, речеме некоја за 2000 динари да земе 6008. Од друга страна, што е уште полошо, со дополнителни судски одлуки, овие 30 годинава најверојатно ќе пораснат за уште десетина милиони евра. Ова значи нови социјални случаи, човечки разочарувања, семени несреќи и бегство од државата. Што ќе биде со толку сиромаси, јасно е.